Труењето со храна представува заболување предизвикано од конзумирање на контаминирана храна. Причинители се различни видови микроорганизми или и нивните токсини. Микроорганизмите или нивните токсини може да ја контаминираат храната во кој било дел од низиното продуцирање или процесирање, а тоа може да се случи и во домот при погрешно приготвување или складирање. Труењето со храна ги има следниве симптоми: вртоглавица, повраќање, диареја, покачена температура, стомачен дискомфорт и болка, при што симптомите се разликуваат и зависат од причините за контаминацијата. Времетрењето од внесна контаминирана храна до појава на првите симптоми на болеста е различно и може да биде од неколку часови до неколку дена. Во летниот период, поради високите температури, храната многу побрзо се расипува, а топлината го помага размножувањето на микроорганизмите. Ваква појава почесто се случува во услови на колективна исхрана, како што се градинки, училишта, екскурзии, фабрики и во ресторани за брза храна. Најчесто труење во летните месеци предизвикува храна која не е доволно термички обработена, како месото, особено меленото, но и сладките и други производи подготвени со јајца, торти, колачи, сладолед, кремови и мајонез. Кога да се посети доктор? Чести епизоди на повраќање, диареја подолга од 3 дена или крв во столицата, силна абдоменална болка или грчеви во стомакот, знаци на дехидрираност, орална температура повисоко од 38,6 степени и мускулна слабост. Терапија. Терапијата се состои од надокнадување на изгубените течности, електролити и антибиотици кога тоа е неопходно. Терапискиот третман зависи од причинителот и од тежината на заболувањето. Превенција. Добро миење на храната под млаз вода, редовна лична хигиена, добра термичка обработка на храната и избегнување храна за која што не сте сигурни дека е безбедна.